Скопје е град на културата за 2028 година. Колку градот поседува културно-историски споменици и колку со својата архитектура ќе се представи пред светската јавност. Скопје е урбан град кој што со својата архитектура минува низ повеќе фази. Огромно влијание врз ликот на градот одиграл османлискиот период. Значајни градби кои што оставиле трајни белези се чаршијата со своите амами и анови и безистенот. Османлиите извршиле големо архитектонско влијание врз градот, граделе куќи, базилика, амами и мостови со уникатни детали и орнаменти. Но ако копаме подлабоко низ историјата, раскошни градби кои останаа како символи и сувенири се Горниот град или Скопската тврдина, Камениот мост и Аквадуктот, градби од познатиот римски период. Во 20 век Скопје почнува да прераснува во голема космополитска метропола. Од овој период познати се градбите кои носат посебни приказни и биле градени во духот на модернизмот. Познати се Ристикевата палата, Народниот театар Скопје, железничката станица од 38 до 63 година од минатиот век. По катастрофалниот земјотрес Скопје станува дел од светската современа архитектура. Новото урбанистичко решение на градот е резултат на спој помеѓу брутализмот и југословенската архитектонска естетика на човек. Обновата на Скопје по земјотресот е еден колективен запис за животот на скопјани во повоениот период на Балкан. Модернистичкиот архитектонски бран градот го преоблекол во еден футуристички стил, специфичен и уникатен. Преку експериментот и делото на славниот Кензо Танге, Скопје со своите градби се уште го греат и го прават посебен и уникатен. Тоа се објектите на Македонската академија на науките и уметностите, на управата за хидрометеоролошки работи, студентскиот дом Гоце Делчев, архивот на Скопје, поштата и новите скопски населби како што е градски зид. Архитектурата во 21 век станува се повеќе развојна и се движи во различни правци. Новите урбанистички центри, молови, сообраќајници и висококатниците го растат градот и ја менуваат архитектонската перцепција. Денес Скопје е препуштен на новите генерации кои се надпреваруваат во висината, боите, авангардните стилови на архитектурата. Колку се вклопуваат и колку градот има капацитет да се носи со овие комерцијални градби, времето ќе покаже. Сите сакаме се, но едноставно е прашањето, а уште поедноставен е одговорот. Дали можеме се? Не можеме. Затоа, нови градители, внимавајте во сопствената идеја и реализација, бидејќи се потребни многу истражувања, анализи и знаење за раскошни стамбени објекти. Да резимираме, Скопје има огромно раскошно културно наследство, кој што треба да се чува и негува. И секое око треба да биде будно, а не да се става прст во око. Заеднички треба да се стремиме да ја чуваме метрополата, да ја сакаме и да ја представуваме на секој намерник како редок репрезент.